Добре, криптоентузијасти, во уште една професионална емисија на пеглање. Денеска ќе пегламе еден очигледно доста писмен македонски стручњак, чие што име нема ли да го спомнеме, воопште не е потребно. Единствена работа која што денеска треба да извлечете од ова видео е дека треба да бидете екстремно внимателни кога го слушате во вашиот живот. Сега, истоимениот стручњак заедно со водителот кој што очигледно не е виновен во оваа ситуација, човекот не знае, повикал стручњак кој што треба да му објасни се околу криптосветот, со тоа што ние прво ќе објасниме кој е овој стручњак и дали воопште се разбира во сопственото поле, а потоа ќе преминеме на тоа дали воопште се разбира во нашето поле каде што не му е местото, така. Значи, една битна работа која што постојано зборуваме, кога ќе дојдеме до ситуација на bull market, секогаш се појавуваат ваков тип на стручњаци кои што се разбираат, кои што се овдека да ви кажат дека треба или не треба нешто да направите. Значи, заклучокот од денешното видео секогаш треба да биде сами треба да си направите истражување. Се разбираме? Не само јас, не само стручњаков, туку и многу други, така, кои што ќе ви кажат одредена работа, морате сами секогаш да ја проверувате. Се разбираме? Затоа што тоа е најдобриот начин да бидете сигурни во она што моментално вие го гледате на пазарот. Се разбираме? Значи, јас не велам дека некој не треба да ви го да речам, да застане и да го оспори тоа што вие го мислите и го осознавате. Се разбираме? Без разлика дали е крипто, дали е макроекономија, дали е геополитика, дали е било што. Но, многу е битно таа друга страна да има и аргументи за тоа што го прави. Така, вака сега. За почеток, значи прво како што кажавме, ќе поминеме преку еден дел каде што нашиот експерт според тоа што го зборува, нема да навлегуваме премногу, сега не е битно кој е, затоа што навистина дечко е небитна фаца, посебно според тоа што го зборува, иако има некои основни познавања за криптосветот, очигледно е изгубен во целата оваа тема, но за почеток сакам да ви објаснам дека он ни во сопствената тема не знае што зборува. Значи нема да навлегувам во почетокот каде што зборува за Америка и Кина, воопште не е битно. Тоа е сосема друга тема. Можеби некој ден јас и он ќе се најде и опет ќе разговараме на некоја емисија, но една клучна работа каде што он вели дека е стручњак за девизно тргување. Што значи дека неговата работа е буквално размена на тоалетна хартија во боја. Знаете, тоа се најразличните тоалетни хартии во боја кои што ги имате. Зелената е нормално доларот. Имате еден куп, значи потоа имате плава на пример еврото, имате еден куп црвена UN, значи каква сакате тоалетна хартија постои, чие што очигледно негова работа е да тргува со тоалетна хартија во боја. Сега зошто е толку битно? Затоа што он прво не знае за собствената, значи за собствената професија не знае што се случува моментално, а он зборува за нашата сфера, се разбираме? Па ние ќе споредиме нормално и неговата сфера со нашата, да видиме како прилика изгледа тоа што он го работи со тоа што ние го работиме и да дојдеме до некаков заклучок на крајот од ова видео. Така. На криптовалутата на биткоин, тебе ќе зборам. Чекај, само сакав да го најдам делот, се извинувам. Да погледнеме што ги ни каже стручњакот. Меѓутоа, мора да се каже дека во последните 2 години на тие пазари како да имавме застој, односно растот на криптовалутата на биткоин, тебе ќе зборам за биткоинот како најрепрезентативен представник на тој пазар. Меѓутоа, неговиот растој во последните години и пол до 2 некако беше во застој, неговиот раст. Точно. Оно што се очекуваше не дојде, се очекуваше некоја вредност со $100,000 за еден биткоин, меѓутоа тој не можеше да помине границата од $67,000 и некако почна да губат полека, да кажеме, на актуелност. Така. Зошто? Затоа што сега овој дел пошто е многу битен, ќе го оставиме за следен, затоа што одека веќе ја уклучувам пеглата на шеска за следниот дел, но сега да видиме околу застојов. Значи гледате стручњакот, значи денеска е 1 декември, а он го снимил видеото на 20 ноември. Прво да видиме каде била цената на 20 ноември на биткоин, затоа што он вели дека биткоин требал да достигне некоја цена од 100,000, но истиот не ја достигнал, така. Но и заради тоа што не успеал да достигне, па затоа имало и застој. Значи на 20 ноември да видиме каде била цената на биткоин. Погледнете, значи стручњакот наш уопште не ни погледнал каде е цената на биткоин на 20 ноември за да може да каже. Значи цената на биткоин на 20 ноември била негде околу $94,000, ама не е 100 друштво. Значи за тоа што биткоин од 15,000 на почетокот на овој циклус стигнал до 95 не е доволно затоа што не достигнал
100. Гледате, стручњакот вели требало 100 да имаме. Еве, на 20 ноември, значи пак ќе кажам, дечко оди на емисија и не видно, значи барем да го погледнал чартов, ме разбирате, колку да има чисто нешто да каже он на тој ден цената на биткоин била 94.000, ама пак ќе речем јас не е доволно, се разбираме, значи не е 100, така. Сега, значи дечкото ни вика дека во последните 2 години очигледно биткоин бил во застој. Ајде да погледнеме, ќе го погледнеме прво биткоин во последните 2 години, а потоа ќе погледнеме и другите пазари и алткоини. Значи со тоа дека он го правил ова на 20 ноември би било логично ние да почнеме од 20 ноември. Еве, оприлика тоа е овде негде. Еве, 21 ноември. Еве, од 21 ноември 2022 година до моментот кога он го зборил тоа е практично пред една недела. Значи, еве, очигледно може да видите и сами дека ова е класичен застој каде што биткоин направил 5x од неговата вредност, односно порасла 500%. Значи, ова е тој стручњак кој што не отворил ниту чарт да погледне што се случувало во последните 2 години, но очигледно ја гледате и сами, значи станува збор за класичен застој овдека и нели цената не достигнала 100.000. Така. Ајде сега да ги погледнеме другиве, чисто да видиме што се случува, нели? А да, исто и ова заборев околу јакиот долар, само што тоа е, нели, понатамо малку, ајде да не должиме премногу, не е ни битно, тоа е околу делот со кога зборува дека јакиот долар бил многу битен за нивната економија, нема да налегуваме во тоа затоа што нели ќе биде премногу и тоа е веќе друга тема, вас ви интересира делот околу крипто. Така, вака сега. Значи овдека ние што ќе направиме? Ќе погледнеме што се случувало последнава година дена. Значи, еве, последнава година дена, за жал нема две, јас сакав за две да видам како би изгледало, но еве ќе ставиме последнава година дена, кај сите овие нели најголеми акции во светот, знаете дека оние кои што во оваа ситуација се најпрофитабилни во светот, најчесто се и самите акции. Еве, ќе споредиме, значи од 20 ноември 2023, еве ќе им попуштиме, нели, од 20 ноември 2023, само да најдеме каде е, еве, од 20 ноември 2023 година, значи биткоин направил 176%, така, во последнава година, а во последните две направил 500%, така. Не веќе го споредиме во последната година затоа што очигледно имал застој, а ние не сме знаеле, така. Значи Microsoft направил за последната година дена 11%. Apple направил 25, Amazon направил 42, Tesla, нели, најјаката направила 41, Nvidia е единствената акција која што направила нешто блиску до биткоин, 187%, но ако ги ставиме на нас за 2 години, знаеме кој ќе победи, не заборавајте, ова е само почеток на bull маркетот и понатаму. Google 24, Meta 72, значи катастрофа, така. Споредбено со биткоин кој што заостанувал, очигледно традиционалните финанси, значи лом направиле, така. А во последните 30 денови, затоа што очигледно се намалувал, значи пазите сега, експертов, пазите, јас, значи не знам, глава ме здоболи што го слушав ова. Значи се намалувал интересот во крипто секторот затоа што биткоин не достигнал 100.000 и пазарот стагнирал. Во последниот месец дена, значи во последниот месец 30 дена, така. 30 дена што се случува со алткоините откако стагнира, нели, пазаров. XRP е 276% плюс, Dogecoin, другарче, меме коинов е 167, така. И сега да продолжиме понатаму, некои битни, нема да зборуваме за Dogecoin, така. Значи, биткоин, како што гледате, 38% во последниот месец. Ethereum е 47%, значи, и сега ако продолжиме овдека, AVAX е, Avalanche е 77, SUI е 75, Send е 173, Curve Finance 162, значи, сега зборам за реални проекти, не да зборам за глупости, така. Значи, тие е 68, Фете 46, сега овдека имаме еден куп, но ова се најголемите, се разбираме, че јас не ги споредувам сега оние наназад кои што се со илјадници проценти во профит, така, зборуваме за сериозни проекти. DOT е 137 и така натаму. Сега, значи, ова според, ADA е 213, Filecoin е 93, Algorand е 327 и сега споредете го ова со последната година. Значи, не со последниот месец. Значи, вие за една година во Амазон сте направиле 42% затоа што стручњаци ве како е овој, например, ви велат, немојте во крипто, ризично е, може профит да направите. Значи, немој да одите таму. Гледај вака у Microsoft 11% за година дена. Чиста работа, брат, 11%. Значи, ќе се прекршиш. Во последен месец зборуваме. Сега, не заборавајте дека ние сме нормално долго во ова поле, го работиме ова на долг план и знаеме кога е bull маркет, знаеме кога е bear маркет, знаеме како да го утврдиме биткоин циклусот, што значи дека за нас ова е професија. Но кога некој ваков кој што не ги погледал ни чартовите ќе дојде да ви каже дека не биле популарни алткоините и биткоин затоа што застојувала цената, еве, јас не морам да зборам, мислам дека овдека се е јасно, така.
Сега за следново нешто, јас пак ќе напоменам, врзете се за тоа што полетуваме, значи овој дел, друга рече мешина, ајде сега да видиме, пошто дечкото очигледно разбира, да видиме што слуша македонскиот народ и какви се стручњаци македонскиот народ го описменуваат. Во основа, криптовалутите постојат, значи, веќе подолго време, меѓутоа, нивната се уште не е дефинирана нивната употребна вредност. Не. Значи, тие не влегоа во тргувањето со реалните добри. Не. Се уште да се купи одредена стока е тоа многу ретко, не. Во криптовалути. Во криптовалути, да. Значи немаат реална вредност и со нив не се купуваат реални ствари, значи нема во криптовалута, не се користи за надворешниот свет и само уште еден дел имаме и потоа нели следува пеглање. Значи на Жешко, на шеска е пуштена пеглава, вришти значи паре испаѓа. И натаму ви требаат кеш пари, што се вели. Не мора кеш, разбира, мислам на парите кои што се формално во Тоалетна хартија, брат, така е, точно. Дури, Кажи. да кажем, имаше некои истражување на тие, да кажеме, биткоин мапи во САД, каде што има во кои локали може да се плати со со биткоин. со биткоин. Дури каде што потоа имаше истражување, тоа е претежно, да кажеме, некоја вид на реклама на самата компанија, иначе самата компанија нерадо би направила транзакција во... Не рамо, брат, абе зорле, абе ги тера човек. Значи идат од Сатоши им влегува у компанија и им вика, значи одма да сте примале во биткоин, се разбираме. Значи сега вака да се вратиме на делов, каде што очигледно прво, значи како што вели Стручјаков наш, дека крипто нема реална употреба, така. Значи јас нема да навлегувам премногу. Ова е само неколку сфери кои што моментално ефективно го користат, се разбираме. Значи нотаризација на документи, така, дигитални права и сега овдека може тука еден куп, значи се разбираме. Се што е околу, погледнете, ова е целиот овој дел е финансии, со тоа што ова се децентрализирани финансии, така. Значи може да давате долг, практично позајмувате, значи тргувате, сето ова е практично дел со DeFi, кој што нема сега да влегуваме детално да го објаснуваме, вика интелектуална собственост, значи исто така може да биде запишана на блокчейн преку NFTs, гласање, значи на најдецентрализиран начин, да нема никаков тип на манипулации, значи собственост, вие буквално може на NFTs, на блокчейн да запишувате собственост на било што. И сега, значи ја пак речам, не сакам да навлегувам премногу во сето ова. Значи ова е само на кратко. И e-commerce, погледнете овде, значи е вулкаво е e-commerce, каде што значи дека буквално на интернет зборуваме на било која страна, вие може да користите крипто за купување, но сега ќе го погледнеме тоа. Сега јас за да не должам во кои се случаи се користи крипто, нормално ние за тоа имаме соодветно видео направено. Значи видеото е напреден курс 122 блокчейн технологија во реалниот свет, кое што ќе биде ставено во дескрипција на ова видео, каде што вие можете да видите каде се реално се користи крипто во денешницата. Значи, за да не ви кажуваат вакви стручњаци дека нема никаква корисност и дека нема реална вредност, погледнете го ова видео и да видиме дали е тоа така. Втората работа која што ја кажа, и овдека, знаете, во нашето портфолио, значи многу јасно е овдека, значи поделено во однос со тоа каков тип на проблеми решаваат во реалниот свет и што прават, значи зошто имаат вредност, се разбираме. Значи ние овдека имаме цела плейлиста. Тоа е плейлистата на категорија на крипто проекти, каде што ги споделуваме во однос со тоа каков тип на технологија имаат и во однос со тоа каков реален проблем решаваат. Значи, реален, зборуваме децентрализирана физичка инфраструктура, каде што рендер моментално прави децентрализирана структура за рендеринг моќ, каде што вие може да позајмите од оваа децентрализирана структура. Значи ги имате овдека милион, сега нема да навлегуваме. Онлайн меморија, значи real world asset токенизација и така натаму, значи тоа се пореални не може да бидат, се разбираме. Но нема да навлегувам премногу, погледнете го ова видео кој што ви го покажав овдека и погледнете ги сите овие видеа каде што имаме 18, 19-тото се уште не сме го направиле и 20-тото social fi, каде што еден по еден овие категории ги објаснуваме со соодветни проекти за тоа кои реални проблеми ги решаваат од светот, се разбираме, значи која е нивната вредност. Сега влегуваме на вториот дел каде што дечко вели дека немало вистинска вредност, значи не може да ги користите за купување овие
криптовалути, еве ќе почнеме ние со биткоин и да видиме во кои се сфери и кои се брендови моментално го користат биткоин за купување. Значи ова се ефективно брендови кои што го користат биткоин, дозволено, така. Значи пошто Amazon.com не е битен бренд, нели нема, значи вика не се користат криптовалути, вика немаат реална вредност и не може да ги користите да купите. Не, само со кеш се користело, така. Еве, Dell, Best Buy, Starbucks, ова се некои мали компании, PayPal исто така, AliExpress, eBay, Nike, можеме да погледнеме помали од овие компании не може да биде, така. Значи пошто стручњаци и кај нас у Македонија разбираат. И сега ако продолжиме понатаму, ова е само практично на некој начин во одредени структури, така. Значи ова е само било каков тип на шопинг, така. И сега ако продолжиме понатаму, погледнете колку само различни, значи огромни корпорации зборуваме, T-Mobile, Subway, еден од најпознатите брендови за, нели, фастфуд. И сега продолжите понатаму и сега он ви вели нема, вика не се користи вика моментално. Shopify, една од најголемите онлайн продавници за се и се што. И сега овдека дури јас не ги ни знам, значи пак ќе кажам, Expedia кога станува збор, ова се само агенции за патување. И сега повторно, јас ова само чисто ќе го извртам вака, а вие сами еве, дури недвижност овдека може да купувате. Значи, пошто нели очигледно не се користат криптовалутите, ова се само најголемите брендови по поле, така речено, во кое што се користат. Така. Сега, дополнително тоа што он го спомна дека наводно во Америка, значи тоа по сила, така, на сила, значи Сатоши Накамото ви влегува у продавница и ви вика, значи од денеска мора да примате криптовалути, така. Значи еве погледнете, сега ова се брендови, се разбираме. Значи погледнете, вика број на бизниси кои што или имаат крипто банкомат или пак директно дозволуваат крипто да се користи за in-store купување. Значи ова се брендови, значи ова не се продавници, ова се 1904 брендови на ресторани, 1159 брендови за купување недвижност, IT сервиси 1100 брендови, пак ќе кажам. Public ATM machines, добро, ова е повеќе од јасно. Convenience stores and gas stations 958. Потоа кафиња и така натаму 641. Бизнис сервиси 587, брендови пак ќе напоменам. И сега ако продолжиме понатаму, значи овде ќе има огромна листа која што ја само најголемиот дел од брендови ги издвоив, за да видите дека очигледно во Америка не се користи крипто и тоа со сила. Еве, сите овие брендови на сила го користат. Со тоа што да не забораваме дека постојат и држави како Централната Афричка република и Ел Салвадор, кои што моментално ефективно го користат биткоин како валута. Што значи дека се можете да направите со биткоин. Било која државна приватна услуга, било која продавница, било што, сектор услужен или нели каде што може да купите нешто, имате биткоин за уплата. Lightning Network е достапен на секаде во овие земји. Тоа се само две, натаму очигледно ќе видиме многу. Но како и да е, еве очигледно немаат употреба криптовалутите, како што може видите и сами, и очигледно истите се, како да кажем, не се користат за плаќање, нема века уште нема real use case. Значи, тие се тие стручњаци, ја не знам само се обидам да разберам од како успеваат толку да не се информирани. Не можам да разберам. Значи, за инат нешто ќе ти испадне ќе погледнеш, се разбираме? Слушај ова сега. Значи сега на Трамп, мислам дека би била задача практично да дефинира некоја употребна вредност, да даде некоја употребна вредност на криптовалутите. Гледаш, значи сега Трамп ќе измислува како да ги користиме криптовалутите. Досега овие брендови, нели, еден тон различни места, услуги добра кои што може да ги купите, тоа не е доволно, ама пошто е Стручаков ни кажува, вика сега дури Трамп ќе треба да најде нешто, вика зошто се користат, ептен пошто многу ветување направил, се разбираме. Евака сега, значи, тука имаме еден многу битен момент исто така. Значи, верувам дека многу од вас ќе бидете револтирани од ова што ќе го каже Стручњаков. Значи, ова е најголемиот удар врз сите оние кои што моментално се разбираат и тргуваат крипто. Но еве ќе слушнеме што има да каже Стручњаков, а потоа ние нормално ќе навалиме со пеглата. Бидејќи тие сега за сега, значи се уште се само една, да кажеме, пирамидална конструкција. Пирамидална велите. Да. Пирамидална. Добро, значи, интересен. нивниот раст се темели само на влез на нови инвеститори. Ете, значи, тука немаме ние создавање на реална вредност, немаме допир со реални добра тргување. Нема. Позади нив не стои ниту некоја компанија или корпорација која ниту централна банка, ниту централна банка која што би гарантирала одредена исплата или одредена и ги прави кажи самото тоа. Ги прави ризични, да. Многу. Евака сега, дечко е девизен трговец. Што нема ни да го пуштам на зборе понатаму, значи готово, 2 жолти црвен. Дечкото,
значи пазете сега, они би сакале да имат централна банка позади криптовалутите, така. Значи истите се ризични затоа што немало фондација, немало некоја си компанија, немало централна банка што стои позади криптовалутите, така. Да видиме неговиве зелени тоалетни хартии, сега си менјаваат они различни тоалетна хартија, ме разбирате? Значи буквално неговата основна професија е размера на тоалетна хартија од една во друга боја, така. Со тоа што да погледнеме што направиле до сега централните банки и зошто ние би дозволиле централна банка да биде одговорна на криптовалута со тоа што со праењето на CBDC нормално веќе дозволуваме. Еве како изгледа централната банка. Значи ова што гледате овдека е многу едноставно, M2 Money Supply, каде што можеме да видиме што централната банка до сега направила на доларот. Се разбираме? Значи она успеала во последниве од 1960 до 2024 година, значи во овие 84 години да испринта 20 и колку се овдека 22 трилиони долари. Се разбираме. Значи, дечково зборува за безбедност, дека немало безбедност и нели не се користат за тргување, вика нема реална употреба. Кога неговата главна професија е тргување на тоалетна хартија, каде што централна банка го пушта копчево, принта и си пичиш, ме разбираш, ама битно ти тргуваш тоалетна хартија во боја. Еве како тоа изгледа. Значи кога централната банка вас ќе почне да ви принта пари како да нема утре, вредноста на таа тоалетна хартија во боја, така наречена долар, со времето почнува да се намалува. Со тоа што од 1920 година поради ова принтање до 2020 година, а каде се последните 4 години принтање? Успеале да го девалвираат доларот. 99%. Значи, вика, ама нема, вика, централна банка позади, вика, тоа е загрижувачки. А фактот дека вашата тоалетна хартија во боја е девалвирана 99%, тоа воопште не е, значи, што има врска па ти? Битно централна банка има. Значи, они се грижат за нас. За 100 години вашата заштеда има 1% вредност. Се разбираме? Но криптовалутите се проблем. Значи, 1%, и тоа да видиме дали е тоа само случајот на доларот. Од моментот кога излегле од злато, затоа што сите овие централни банки се толку многу писмени, се разбираме, они многу добро знаат за нас што е добро. Они принтаат пари, колку сакаат, а ние практично плаќаме со тоа, нели, затоа што инфлацијата нас ни ја крати куповната моќ и нормално никој не ни знае како тоа функционира, со тоа што еве како низ историјата сите големи валути се девалвирале до 1%. Со тоа што јенот е 1%, така. Некои од нив се неуспешни, така, во секој случај. Фунтата е 0,01%. Погледнете, значи ова е јавно достапно, може да го видите. Тоа фунтата е девалвирана 99,99%. Значи тоа е тоа што централните банки го прават. Принтаат како да нема утре, а тоа го плаќаат секојдневните смртници. Еврото кое што постои практично последниве, не знам, неколку декади, е исто така девалвирано 99%. Доларот 99%. Што ви кажува тоа? Ви кажува дека ако вие сте луди да верувате на централна банка која што сака прави со оваа тоалетна хартија во боја, а не верувате на целосно децентрализирана мрежа која што има фиксен supply 21 милион, никој не може да произведе повеќе, каде што ниту една влада не може ниту да ја манипулира, ниту да ја банира, ниту да ви ја забрани, ниту да ви ја одземе. Имате глобална валута која што не е блокирана од БРИКС или блокирана од SWIFT или блокирана од Европска унија или блокирана од НАТО, значи имате нешто што не може да биде блокирано и може да се користи постојано било каде во било кое време. 24/7, 365 дена во годината. Имате peer-to-peer трансакции, кај што вас не ви треба банка. Не плаќате на никого. Вие директно плаќате од кого сакате до кого сакате и никој не може да ве праша од кои би се париве, што правите со пари, на кого ги давате, значи на вас останува што ќе правите, се разбираме. Згора на тоа, не само што е limited supply, туку е и дефлационен. Некои од овие криптовалути како Ethereum моментално се дефлациони, каде што дури се намалува вкупната количина за разлика од принтерот на шеска, каде што принтаме колку што нас ни е потребно, а луѓето и понатаму плаќаат данок, така. Да не се ојаме дополнително, како што кажевме, immutable, не може да ви го одземат, не може да ви го забранат, се разбираме. Целосно децентрализиран, затоа што никој не го користи, никој не го поседува во најголема количина и да не забораваме, никој не диригира правила на истиот, така. Дополнително, како да ви објаснам, значи нема што е негативно во целата оваа ситуација. Вели нема заштита. Биткоин мрежата моментално
е најголемата електронска мрежа во светот. Што значи дека ефективно вие имате милиони мајнери кои што стојат позади заштитата на биткоин. Ништо во светот не може ниту пак е блиску до момент да може да ја загрози оваа мрежа. Што значи дека ако веќе треба да споредиме нешто, многу понесигурни ви се парите каде што Централната банка постојано ви ги девалвира, дополнително на сето тоа пропаѓање на било која банка отидоа и парите со некоја минимална количина која што ќе ви ја вратат затоа што имаме таков закон за зачувување на дел од вашата вредност. На крајот од денот, значи посебно во традиционалните финансии немате никаква сигурност. А он мене ми зборува дека криптовалутите немале сигурност. Па добро е брат. Од друга страна вика и тоа ќе ви го покажам понатаму каде што зборува дека па можеби еден ден вика ќе одлучат вика владите да направат нешто околу криптотехнологијата. Тоа што имаме 90% од вкупната количина на држави во светот кои што моментално развиваат Central Bank Digital Currency или дигитална валута на Централната банка која што е криптовалута, очигледно дечкото него ни знае тоа. Но ако треба да ги споредиме, еве како би изгледала криптовалута која што би била држена и контролирана од Централната банка наспроти биткоин. Значи, замислете, сега они треба да ги принтаат овие пари. Замислете кога тоа ќе му го дадете во дигитална верзија на некој суџук во Народна банка на Македонија кој што може со едно копче да испринта пари. Замислете тогаш што ќе биде. Они сега ја девалвирале вредноста на тоалетната хартија во боја на 99%. Тогаш замислете, не се секирајте. Овој 1% може уште 99% да биде девалвиран. Не се секирајте. Централизација и ОПЕК монетари полиси, значи дека они имаат централна и единствена моќ над оваа валута. Може што сакаат да прават. Може кога сакаат да принтаат, може кога сакаат да ја забранат, може едноставно еве го тоа closed and permission, значи дека они имаат целосна контрола на целиот систем. Не само што може да принтаат, они можат вас во било кое време да ви го блокираат новчаникот, да не ви дозволат да ги користите вашите валути, да ви кажат како да ги користите вашите валути и да знаат во било кое време што и каде моментално правите, а од друга страна вие немате никаква контрола на тој систем и никаква транспарентност. Вие не можете да видите што прави Централната банка. Вие не можете да видите колку моментално испринтава Централната банка, затоа што има само еден нод и има еден субјект кој што е целосно одговорен на овој систем. За разлика од тоа, биткоин има 21 милион и толку, има децентрализираност, како што веќе кажавме, и има јасна монетарна политика, че не може да промените, се знае. Тоа е монетарната политика. Никој не може да ја промени, че не може вие некоја будала која што е одговорена на овој систем, која ќе и текне тоа да го промени. Не можете, така. Од друга страна, значи, сега ќе разговараме понатаму, ни ќе го банира некој, ниту може да ви го одземе, ниту може да ви го забрани, ниту може да ви каже што да правите со него. Се разбираме? Значи, колку само има овдека се зборува, значи крај нема. Крај. Нема било подобро кога имало Централна банка позади се тоа. Дечкото со девизите, со тоалетната хартија во боја. И ова е едно од најдобрите, значи како заклучок, значи ова е буквално mic drop момент, slam dunk. Вика, замислете го, вика мемкоинов. Значи буквално ова е класичен меме коин. Вика има 27 трилиони во циркулација токени, има вика бескрајно вика да се принта, значи може во било кое време да се додаваат колку сакаат токени. Има еден нод кој што овие токени ги додава во било кое време. Вика 25% од скупната количина на овој токен е буквално секој 6 месеци додадена, значи за 25% на 6 месеци расте постојано нови токени и вика процент од вкупната количина на сопственици поседува околу 30% од вкупната количина на токени. Вика се заебавам, вика ова не е меме коин, вика ова е американскиот долар. Се извинувам. Зелената тоалетна хартија во боја која што дечкото ја менува за тоа му е професија. Значи професија му е размена на тоалетна боја во различни на тоалетна во боја во различни бои. Се разбираме, ја менува во зелена во црвена, нели, од долар во јуен, па од црвена во плава, во евро, значи тоа му е работа да не забораваме. Еве како изгледа, значи доларот, фунтата, денарот, динарот, што сакате. Нема валута која што не представува меме коин. Значи меме коин. 99% од моето богатство е во крипто. Затоа што ова е иднината. Кој што ви кажува, не, гледате, Централна банка вика нема позади овој проект, како вика, тоа е несигурно вика. Значи целосно несигурно. Значи, еве пак ќе ве прашам, на крајот од сето ова, дали вас ви одговара ова што он го зборува, да чекате Централна банка? Значи, што до сега направија државите и централните банки за економијата, да стигне до овој момент целиот свет да биде сиромашен, да имаме буквално концентрација на богатството во 1 милиарда од 8, од кои 1% од вкупната популација држи добри 70% од финансиите во светот.
Тоа се централните банки, тоа се вашите држави. Ова е децентрализација. И сега да видиме овдека делов, значи тука другарче самоубиство заседа, каде што сега доаѓаме до моментот каде што кога не може нешто да си објасните, е конспирација. Така, значи ако нешто не ви е јасно, многу лесно е да кажете ова е конспирација, ова е пирамидална шема, ова е, значи наместо дечко да седне да се образува, он многу едноставно само ова не чини. Ова е конспирација. Еве да видиме што ќе ни каже. Нивниот раст се темели на биткоинот, се темели исклучително со влез на нови инвеститори. Добро. Значи нямаме тука создавање на нова реална. Но тоа е проблем, зарем не? Тоа е проблем, да. Проблем е особено затоа што сега веќе тој пазар стана поприлично, нели. Не, нема да му дозволам да го зборува ова. Одиме на делот каде што ќе зборува дека е конспирација, зашто тоа е еден од најдобрите делови, тој ми се свија многу и тука има доста да се каже. Вака. Сегменти од општеството. Дури вика. Инаку сега, нели, кога би тргнале од оваа точка па наназад, мислам, самиот биткоин има да кажеме одредена и конспиративна позадина, бидејќи домеинот bitcoin.org тој беше регистриран на самиот почеток на финансиската криза во 2008 година. Мами ме бамбе, конспиратори бе, то се предавници, катастрофа. Големата економска колапсот на Lehman Brothers, значи како што се случи, после еден месец беше регистриран домеинот bitcoin.org. Много интересно. Да. А првата поставувањето на блокчейн мрежата и првата трансакција е на 9 јануари 2009 година. Значи исто набрзано, после некои 6 месеци. И човекот кој што Кој стои позади тоа? Е многу интересно. Човекот кој што Зоран Заев. Човекот кој што го промовираше биткоинот, тоа беше онлайн лик, значи Сатоши Накамото. Значи тој издаде еден white paper каде што ја опиша начинот на функционирање на блокчейн. Зборува кој заедно да го пишувале, вика. Тој издаде, вика, ние правевме майнинг, вика, значи буквално кога бил таму кога се случувало ова. Технологијата, начинот на регистрирање на трансакциите и која е целта на биткоинот. Добро, кој е Сатоши Накамото се знае се? Освен името што звучи јапонски вака. Сатоши Накамото, тој практично го ископа, така се вика, го изрудари првиот милион биткоини, значи кој што се до ден денес на негова сметка, мислам барем така официјално фигурира. И Сатоши Накамото беше активен година и пол до 2 после тоа меѓутоа само онлайн, значи на социјални мрежи, на интернет и потоа самиот лик го снема. Значи, педер. неговото барање од сите, да кажеме, заложби за негова идентификација, завршија со тоа дека тој лик не постои. Во основа дека Сатоши Накамото е само онлайн фигура, која што не дава гаранција дали е тоа еден човек, дали е тоа група на луѓе. Значи Сатоши Накамото може да е практично една цела организација, што мене ми е вака. Знаете се каде следи ова, не? Милион, многу опасно, ќе се појави ден и тоа што функционирало. Ма да го оставиме да каже, па после да го пекнеме. Така е. Од интернет животот. Така е. Многу битно, многу битно е тоа дека тие милион биткоини се уште на сметката на Сатоши Накамото, кој што значи во самиот блокчейн верига лежат на негова сметка. Кога го пресметаме со вредноста на биткоинот кој што е сега, ќе добиеме некои фантастични бројки од 800 милиарди и повеќе долари. Да, значи кој што таа личност има на неговата сметка, која што е интернет адреса, значи тоа е битно да се каже, кај биткоинот тоа се интернет адреси. Тој има, самиот биткоин има висока доза на анонимност. Тоа е една од карактеристиките на криптовалутите. Па затоа го злоупотреби и овие нашиве со пирамидалниве шеми што им ги правеа на граѓаните. Имавме емисија за тоа, да. Да. Значи тоа е моментално, значи
таа личност или група на луѓе може да поседува огромна финансиска моќ доколку ги повлече тие. Меѓутоа, Значи, не знам како да дојдеме сега, не знам од кај да почнем, значи катастрофа. Прва и најбитна работа која што мораме да спомнеме дека ова не е конспирација, туку ако некој го погледнал видеото кој што јас сум го направил, кој што исто така ќе биде ставено во дескрипција, тоа е видеото каде што објаснуваме кои се Cypherpunks, зошто се толку битни, што направиле и како дошло до развивање на биткоин од оваа група на професионални програмери, математичари и физичари. Значи да се разбереме една работа уште еднаш. Биткоин и децентрализацијата на криптовалутите е само ефект на она што моментално го гледаме кај централните банки. Значи тоа што овие луѓе кои што се многу добри во програмирање и во математика, нашле начин како може децентрализирано да направат паралелен финансиски систем кој што доколку би се случило да пропадне, значи моменталниот финансиски систем ќе служи како бекап кој што ќе може да продолжи да функционира низ целиот свет глобално, децентрализирано за сите луѓе. Така, еве го тоа што одека ви објаснето. Значи уште еднаш ќе напоменам. Значи финансиската криза е проблемот, не биткоин. Биткоин е резултатот на финансиската криза, каде што луѓе кои што се доволно паметни направиле научен начин на peer-to-peer money кои што можат да го заменат целосно овој корумпиран, централизиран финансиски систем. Ова видео ќе биде оставено во дескрипција, каде што зборуваме кој е Сатоши Накамото, кои се корените на Cypherpunks, како се тоа дошло до биткоин. Со тоа што овие 20 стручњаци исто така зборуваат дека биткоин е анонимен. Копуци, значи извинете, морав да го кажам ова, значи криптотехнологијата е најтранспарентната ствар која што постои во светот. Сите нодови во било кое време на најтранспарентен начин ги чуваат сите трансакции кои што некогаш биле направени. Што значи дека вие постојано може да видите кој на кого што му пратил и кога. Се разбираме? Нема криење. Значи најтранспарентниот систем во светот. Банките се приватност, не крипто. Значи толку ја разбираат. Втора битна работа, она што ми зборува за 1 милион. Значи во истото видео кое што ви го покажав, ние направивме детално истражување, нормално базирано на веќе искуства од луѓе кои што тоа го правеле со години, каде е тој 1 милион? Значи јас постојано зборувам, каде? Еве, значи ова се најголемите новчаници чии што знаеме и чии се. Binance, Bitfinex, најголемиот новчаник е на Binance со 248.000 биткоини. Каде е тој 1 милион новчани? Каде е? Значи јас детално сум истражувал и никогаш не сум успеал да најдам каде е. Значи затоа што пак не заборавајте, транспарентноста на оваа технологија ви дозволува да видите дали и кој поседува колкава количина на биткоин. Овдека може јасно да видите кој и колку поседува. За разлика од тоа кај банките не може да видите. Најголемиот собственик е Binance со 1,26%. Што значи дека погледнете, освен Binance кој што ова не е негов, нормално ова е на сите оние кои што се дел од Binance, додека на сите останати гледаме дека никој нема ни повеќе од 1%, што не можеме да кажеме ниту за валути, ниту за акции, ниту за ништо останато. Најголема децентрализираност во однос на тоа кој колкава количина поседува од биткоин. Ете, тоа е децентрализираност. Ама добро, толку ја разбираат. Сега влегуваме во еден интересен дел каде што значи ќе зборува за тоа нели дека не било регулирано се уште, да видиме што ќе ни каже околу тој дел, па да видиме дали е тоа така. Нешто не ги повлекува, така тие стојат. Не ги повлекува, да, не ги повлекува. Видите биткоинот како биткоин, он си има одреден нели ритам на Само момент да го најдеме делот кај што го зборува тоа, 54:30, да видиме што ќе ни каже околу тој дел стручњаков, значи очигледно може да видите дека дечкото ептен ја разбира, според досегашното пеглање. Бидејќи самите средства се линкувани со интернет адреса, не се линкувани со Да, многу разбираш. Идеме дале. И добро, му давате ли на криптовалутите, им давате ли вие перспектива? Нема перспектива. Видите сега. Вледи ли, ова може би и храбро да се каже, бидејќи многу ме не ги интересира, вледи ли да се вложи во таа? Не, никако. Видите сега има голем број на криптовалути, да кажам, и илјадници. Со тек на време тие ќе се намали, ќе се намали бројот. Единствена работа точно што кажа. Во одредена точка ќе мора да се расчисти со нивниот статус, дали ќе се оди понатаму или ќе дојде. Евентуално мислам дека нивно воведување во да кажам во реалниот свет или во реалните кога ќе почне да има допир со реалната економија, мислам дека можеби тоа дека и самите централни банки ќе почнат да
овие валути сега што имаме конвенционални валути ќе ги дигитализираат и ќе ги направат еден вид на таа блокчейн технологија која што можеби ќе така ќе верификацијата на трансакциите. Значи дечко е комплетно изгубен во светот, вика еден ден можеби вика и централните банки вика ќе користат блокчейн технологијата, вика, а за криптовалутите можеби вика еден ден вика ќе имаат и допир со реалниот свет. Нема брат, така си управо е тука. Еве колку е писмен дечкото, значи ова е CBDC тракер, знаете, и сами го следиме многу јасно, значи ова е пак на нашите партнери, стратешките партнери ова е, така. Вика вака, моментално имаме 44 земји во светот кои што се во пилот фаза на CBDC. Ама дечкото вика еден ден вика можеби ќе одлучат вика и централните банки да користат оваа технологија за тоалетна хартија во боја да биде дигитално, така. 44, тоа е 1/4 од вкупната количина на земјите во светот веќе се во пилот фаза, од кои што веќе имаме 3 кои што се ефективно го прават ова, значи функционираат, дополнително 20 во развој, 39 во истражување. Со тоа што вели, 134 земји вкупно се моментално со сопствен проект за дигитална валута на Централната банка или 98% од вкупно бруто домашниот производ на целиот свет. Се разбираме? Значи дека сите економии кои што нешто се моментално во фаза на развивање дигитална валута на централните банки. Ете толку дечкото да разбира, така. А нели нормално криптовалутите вика еден ден вика можеби вика ќе се направи законодавство да се регулираат. Ајде вака да погледнеме сега. Пошто нели нема законодавство со кое што се регулираат. Првиот закон кој што ние директно практично го применуваме, тоа е МИКА. Тоа е законот кој што моментално се користи во Европската унија и кој што сите оние кои што сакаат да бидат дел од Европската унија мораат да го применуваат, односно Markets in Crypto Asset Regulation. Како и да е. Значи ова веќе ефективно се случува насекаде во Европа, не само што се случува, истиот е ратификуван и треба од декември, тоа е сега, од денес па натаму, да почне да се применува во сите земји во Европа. Имаат една година да го ратификуваат целосно и да почнат да го применуваат. Нели пошто еден ден можеби вика тоа ќе се случи, вика можеби ќе бидат регулирани. Во исто време е да погледнеме некои големи економии, така. Хонг Конг, крипторегулатива во Хонг Конг веќе постои. Моментално се спроведува значи закон со кој што целосно ќе бидат регулирани и криптовалутите во Мала Британија. Потоа Русија официјално потпише закон со кој што и крипто и мајнинг се целосно легални на територијата на цела Руска Федерација. Нели пошто вика еден ден можеби вика ќе бидат регулирани. Чекајте ви, ќе ви каже Стручаков кога да купите. Чекајте. Да не забораваме дека моментално постојат 6 закони пред Сенатот и Конгресот во Мурика, кои што чекаат буквално администрацијата на Трамп да ги реализира и да ги примени во закони. Во исто време сега да не одиме држава по држава, еве како изгледаат сите земји кои што ги имаат целосно регулирани значи криптовалутите. Со тоа што се ова некои мали државички како што вика да некои таму не се од Салвадор, се е тоа некои островчиња. На пример Германија, Австралија, Канада, Мурика, значи Бразил, во се некои мали државчиња, некои небитни економии, ме разбирате? Вие, кои си вие некои како се вика ваму, некои државиче таму, некој малецко островче. Значи се мали држави кои што видиме, се некои небитни економии, така. И сега нормално да не забораваме пошто вика еден ден вика може и централните банки да видиме што прават централните банки. Bank of International Settlements во 2022 година дозволи централните банки на било која земја да можат да држат до 2% криптовалути. Зошто? Зошто во 2022 година Централната банка на сите централни банки дозволува сите централни банки да држат криптовалути, ама Стручњаков ви вика да не купувате. Тоа што Народна банка на Република Македонија сега моментално не, но официјално од 1 јануари 2025 година ќе може да си купи крипто и да го држи и да не ви каже, тоа не е битно. Ама битно Стручњакот со фризура од Шумадија ви вика немојте да купувате, значи ја би ви препорачал пажливо само тоалетна хартија во боја, ништо друго да не се купува. И уште еднаш ќе напоменам, тоа што он го зборува, сите овие дигитални валути на централните банки се криптовалута. Единствена разлика е во тоа што криптовалутите се децентрализирани, никој не може да ви ги земе, никој не може да ви ги банира, никој не може да ви каже како да ги користите. За разлика од тоа, се обратно е криптовалута која што ја гледате, тоа е дигитална валута на централните банки. Уште еднаш ќе напоменам. На крајот од денот, значи да заклучиме нешто пред да го завршиме ова видео, кое што е многу битно, пазете кого го слушате. Значи може да видите дека сите се од денешно време крипто експерти.
Така да бидете внимателни кога го слушате, не верувајте на се што ќе ви биде кажано, не само јас, било кој друг, морате постојано да ги проверувате овие работи. Тоа е главната работа која што треба да научите на мојот канал. На никого не се верува, морате тоа да го проверите, а тоа е и главната изрека која што се користи во блокчейн технологијата. Don't trust, verify. Затоа и блокчейн технологијата е толку успешна и ваквите стручњаци ќе ги стави под тепих. Но како и да е, уште еднаш ќе напоменам, едукацијата е најбитниот дел од она што моментално го работиме. Едуцирајте се, за да не бидете стручњаци на заспи ако можеш и да ви се смее целиот писмен свет. Така да со тоа ќе го завршиме овој видео денеска. Нема да навлегувам во ништо друго, денеска видеото беше од срце направено за вакво пеглање. Значи, едноставно гледате, си земав инструмент, затоа што не можев да се подпирам на ова што е позади. Значи, пеглањето е завршено, мислам дека на сите ни јасно, така да стручјакот, ако има намера, слободно, еве јас го поканувам, можеме да седнеме да разговараме, сака за макроекономија, сака за геополитика, сака за девизно тргување, за што сака ќе разговараме, не е проблем. И нормално овдека сум јас отворен за соработка, па да споредиме мислења за тоа како е крипто пирамидална шема или како доларот ќе расте. Така да ви благодарам како и секогаш за нашата доверба и продолжуваме и понатаму со јако пеглање на вакви стручњаци и во иднина и поздрав од Крипто Гемиџија.